Денеска сме тука на локација Спомен Костурница Куманово. Веќе од следната недела отпочнуваме со реализација на инфраструктурен проект, кој што е резултат на заедничка апликација за прекугранична соработка на општина Куманово и општина Гнилане, а во рамки на обновување и зачувување на културното наследство на територија на нашите градови. Со овој проект е предвидено партерно уредување на локацијата Спомен Костурница, изградба на 3 спортски терени, дополнителна изградба на амфитеатар на постоечкото игралиште и доколку секако имаме и заштити во делот на тендерската поставка на средствата, ќе пристапиме на реконструкција на веќе постоечкото игралиште. Во рамки на реализација на овој проект ќе се вклучи и јавното претпријатие Чистота и зеленило, кој што има за обврска да ги дислоцира, тоест да ги пресади веќе постоечките садници на оваа локација каде што ќе се реализира градбата и дополнително општината со сопствени средства и со подршка на јавното претпријатие Чистота и зеленило ќе засади дополнителен број на нови насади со цел да се зголеми зелениот капацитет во градот. Сметаме дека овој проект кој што веќе втора година работиме на него е од исклучително значење за нашиот град, веќе Спомен Костурница е едно место каде што со години не е инвестирано, ќе се зголемат не само спортските капацитети, туку дополнително ќе се дадат и поголеми можности на нашите граѓани да се рекреираат во овој дел на градот, а од историски аспект секако дека е многу значајно, бидејќи тука се наоѓаат и остатоците на нашите предци кои што учествувале во Втората светска војна. Верувам дека во иднина и државата ќе изнајде дополнителни средства да го реконструира и споменикот на Спомен Костурница, кој што е споменик од прва категорија и е под заштита на државата, а ние да пристапиме дополнително на партерно уредување. Оваа локација треба веќе следната година да добие нов модерен лик со изградени нови спортски терени, дополнителни трим патеки за трчање, рекреирање на младите луѓе и дополнително да се намонтира урбана опрема, клупи, справи за вежбање, рекреација и така натаму. Дали е објавен тендерот? Колку чини проектот? Проектот чини некаде, околу 180 до 190 илјади евра е делот на средствата кои што ги добиваме како грант од Европската Унија. Користам оваа прилика да се заблагодарам на Европската Унија за давање на можност за апликација на овој конкурс кој што беше распишан од нивна страна и во рамките за прекугранична соработка на општините. Ние со општина Гнилане веќе имаме реализирано еден успешен проект, а тоа е реконструкција на градските пазари или изградба на кромна конструкција на градскиот пазар. Ова е втора позитивна апликација и паралелно преку Центарот за североисточен плански регион го добивме и проектот со општина Дупница од Бугарија во рамки на овие апликации за реконструкција на постоечкиот објект на поранешен хотел Солун кој што се наоѓа на улицата на Горички сок. За по кој период треба да се заврши? Плановите се да се заврши до крајот на следната година, но ние веруваме дека ќе се завршат работите и порано. Кога ќе заврши реализацијата на проектот, кој ќе биде задолжен за одржување на просторот, бидејќи факт е дека несовесни граѓани постојано уништуваат нешто што ќе се направи во градот? Ќе има ли некој задолжено предпријатие или како се планира? Ако се сеќавате, до пред 2 години на оваа локација немаше во континуирано од страна на несовесни граѓани, се уништуваше постоечката инфраструктура, урбаната опрема, дури и капијата. Влезната врата во комплексот беше во неколку наврати одбивана. Задолживме лица од јавно претпријатие Чистота и зеленило кои што се грижат за одржување на хигиена и хигиената е драстично подобрена. Дополнително вршат и како чуварска служба, но секако по оваа инвестиција општината ќе излезе со предлог пред Советот да вработи најмалку 2 до 3 редари кои што ќе се грижат за безбедноста и сигурноста на урбаната опрема која што ја поставуваме овде, но тоа
ќе се реализира во последната фаза од реализација на проектот. Градоначалникот најави почнување на проектот за партнерно уредување на спомен Костурница, кое што преку програмата за прекогранична соработка помеѓу Косово и Република Северна Македонија во партнерство помеѓу општина Гнилан и општина Куманово. Покрај овој проект како еден вид на заокружување на целиот овој комплекс доаѓа и реконструкција на спомен куќата кој исто така се реализира во партнерство помеѓу две невладини организации од Република Северна Македонија и од Косово. Проектот се вика Заекнување на прекогранична соработка или МАКС форум, каде што општина Куманово доби субгрант за реконструкција на постоечката спомен куќа, која што понатаму треба да служи во интерес на граѓаните, каде што целиот овој комплекс ќе добие една целина.